Во последниве години државите, окрузите и градовите низ САД се повеќе избираат да го признаат Денот на домородните народи, често наместо Денот на Колумбо. Двата празници се одржуваат во вториот понеделник од октомври. Минатата година председателот Бајден стана првиот американски председател кој официјално го призна празникот. Иако се уште не е официјален федерален празник, во Конгресот се чека предлог закон за да се направи таков. Денот на Колумбо беше прогласен за федерален празник во 1934 година и произлезе од претходното движење во чест на италијанско-американското наследство за време на прогонот на италијанските мигранти и помасовниот линч на италијаните. Но за многу домородни народи Денот на Колумбо е навреда за вековната историја и како геноцид, присилна асимилација и дискриминација. Потеклото на Денот на домородните народи од првата меѓународна конференција на невладини организации за дискриминација против домородното население во Америка во 1977 година. Една од клучните препораки што произлезе од таа конференција беше побивањето на доктрината за откривање, идејата дека Кристофер Колумбо ја открил Америка, што доведе до изјава од папата дека Шпанија ја поседува целата западна хемисфера и нејзиниот народ и дека повеќе не имале какви било права на земјиштето. Колумбо, роден во Италија, бил истражувач, чиј број допатувал на Карибите во 1492 година. Тој никогаш не стапнал на земјата, сега позната како Соединети американски држави. Колумбо и неговите луѓе ги поробувале, силувале и мачеле домородните луѓе кои ги среќавале. Пред пристигнувањето на Колумбо се верува дека повеќе од 60 милиони домородни луѓе живееле во Америка. Нешто повеќе од 100 години подоцна останаа само околу 6 милиони. Падот на населението е толку брз и значителен што истражувачите утврдиле дека температурата на планетата паднала за 0,15 степени Целзиусови поради намалувањето на стакленичките гасови со загубата на толку многу луѓе. Дел од мотивацијата да се замени Денот на Колумбо со Денот на домородните народи е да се оспори доктрината за откривање и да се обезбеди поцелосен поглед на историјата на САД. Сепак, некои веруваат дека празникот не е доволен за да се острана неправдите што ги доживеале домородните народи и истакнуваат дека ниту еден председател на САД никогаш не се извинал експлицитно за третманот на домородните народи. Празниците во чест на домородните народи постојат и во Канада, Австралија, Нов Зеланд, Тајван, Венецуела, Норвешка, Боливија, Бразил и на други места низ светот. Меѓународниот ден на домородните народи на Обединетите нации се одржува на 9 август секоја година.